После подолг период, древното светилиште Лешочкиот манастир материјално се надоградува. На местото на помошните простории на западната страна од комплексот, денес беа поставени темели за изградба на нов конак. И кога сакале во историјата, и кога сака не толку одамна да го замолчат овој гордо исправен сведок на нашата вера и ова вековно прибежиште на нашиот благочестив народ, сакале тоа да го направат, за да го уништат сведоштвото на нашата вистина. Но не успеа, зашто и урнатиот камен и затрупаните темели сведочеа, а еве и ново изграденото ќе продолжи да сведочи. Се работи за објект кој ќе има повеќе намени, а ќе биде добра основа за враќање на монаштвото во ова светилиште. Од Лешочкиот манастир додадоа дека во меѓувреме се работи на конзервација на црквата Света Богородица, но и реконструкција на стариот конак во склоп на манастирот. Ќе се зајакне капацитетот на манастирот за прием на гости, евентуално со Божја помош понатаму и за формирање на монашка заедница, истовремено одити реконструкцијата на стариот конак со средства на Заводот за заштита на културни споменици и реконструкцијата на старата Богородична црква. Црквата Света Богородица со години прокиснуваше, а фреските се ронија. Стариот конак пак беше оставен забот на времето. Свештениците велија дека немаат право да интервенираат, затоа што се работи за културно наследство. Од Министерството за култура пак се правдаа дека и за двата објекти се одвојуваат пари, но според приоритет. Архиепископот Стефан се надева дека во иднина на државата приоритет ќе бидат културно-историските споменици, од кои голем дел од нив се оставени во заборав. Ќе продолжат со потребна грижа кон сите сакрални објекти и предмети кои се дел од културното и духовно наследство на македонските простори, впрочем исто со истата доследност како што тоа се прави и за други прашања. На забот на времето оставени и црквата Свети Атанаси над патот кон село Брезно, кој е исто така заштитена со закон и е во состав на Лешочкиот манастир. Зидовите се ерунирани, подотречи се го нема, а внатре нема никакво црковно обележје. За сега тука не се одвиваат никакви активности за незина заштита. Празникот Свети Атанаси во Тетовскиот регион се прославува во повеќе села, но неговото одбележување во село Джепчиште има своја посебна карактеристика. Овде, честувањето почнува во доцните попладневни часови со осветување и кршење на славските погачи од семејствата кои живеат или се по потекло од Джепчиште. Црквата имање доста. Порано нешто го давало имањето некому кои се били сиромаси, били одредени да дава дома гравче, пиперче, кромиче, да тоа се требе. Тие што имале од ваку ниве, цела погача ставале, а тие што немале, пола погача. И така дече. Ама се дава се за здравје. Се не може да ме одредиш некому, али ќе остае пола леп, али цел како сака за здравје ќе даде. Ударите на црковната камбана го означуваат доаѓањето на гостите од соседното село Јадуарце. Всушност, станува збор за обичајот наречен Ортија, кој датира со векови наназад. Више манастирот горе, Бородица, имало село Ѓиновци. Тоа било запалено за време турско на друго и тие некои куќи што станале живи се преселили во Јадуарце. Данас има туи камен темелник, тие куќа стари што било тек. И тие биле ортаци излезајно. Они ишле кај нас, ние кај ним. Ишле старите луѓи, ќе седна на чело, ќе правам обед, песме, све тоа, аде ти праја тоа. Сака нешто ставало. И за време турско ќе се скрија у шума, аде ќе направа да масне мраму, аде да побегне па. Та ќе било нешто порано. Ми идемо на гости кај ними Едуарце на Крстоден и на Враче. А они кај нас доаѓа на Атанасија и Богородица. Заедничкото дружење и чествување на празникот Свети Атанаси на Джепчиштани и Едуарчани со чашка ракија и домашно вино и со традиционалното тетовско гравче и овој пат траеше до доцна во ноќта.
ќе се ангажират за изградба на државни старечки и пензионерски домови со цени на сместување кои ќе одговарат на висината на македонските пензии преку Советот за социјална сигурност за стари лица која работи во состав на Министерството за труд и социјала. Во секоја годишна програма на Сдруженијата на пензионери оваа ставка и барање им е приоритет – изградба на домови за стари лица. Со години бараат од властите инвестиции во вакви објекти или одржување на постојните. Новаа слика на домот во Тетово говори дека нивните барања не се земаат во предвид. Овие руинирани апартмани каде некогаш престојувале стари лица се во сопственост на Сдруженијето на пензионери од Тетово, но сега во истите поради лошите услови престојува само една жена. Можности да ги реновираме останатите простори немаме, а потребата е голема. Младите се иселуваат, а во државата останаа стари изнемоштени лица за кои никој не води грижа, вели секретарот Светозар Димовски. Веќе неколку години бараме помош од локалните самоуправи од што произлегува од поранешна Тетовска општина, барем по една просторија да ја опремат 10 лица или 6 пара можеме да ги сместиме, меѓутоа не е проблемот само што ќе ги сместиме. Трошоците за одржавање и за сместување треба некој да ги сноси. Сдруженијето со членарината како единствен извор не е во можност да го направи тоа. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи истакна дека како општина би помогнале во изградба и одржување на домови, но во соработка со Министерството, кое е надлежно за грижа за оваа категорија граѓани. Ние би биле заинтересирани да бидеме коучесници во една таква идеја, како што сме во случајот со градинките, со дневните центри за деца. Од Министерството за труд и социјална политика пак велат дека наместо изградба на нови домови, нов тренд е нега и грижа за старите лица во објектите каде што живеат, мерка на која се работи. Работиме на тоа и сметаме дека секој треба да ја добие услугата во својот дом. Значи тоа се и најновите, да речам, препораки, тоа се најновите трендови, тоа е најновиот хуман. Значи да не ги вадиме луѓето од домот, туку да им обезбедуваме услугата во нивниот дом. Во Македонија има само неколку домови за стари лица по државна капа, каде оваа категорија граѓани за пониски цени престојуваат. Останатите или се во руинирана состојба, или пак се приватизирани, каде престојот пензионерите не може да се го дозволат. Младата популација се почесто доживува удари врз здравието и станува жртва на болестите на модерното време. Депресија, несоници, анксиозност се дел од дијагнозите кои што гостиварските лекари ги среќаваат кај пациенти и во порана возраст. Како еден од најзначајните ризик фактори за кревкото здравје на младите, го наведуваат стресот предизвикан од секојдневните проблеми и предизвици. Од службата за брза помош во Гостивар велат дека за таквите пациенти кога доживуваат криза, медицински тим на повик реагира со лекови за смирување. За долготрајно лекување неопходна е помош од психијатри и психолози. Значи пациенти со депресија имаме општо фатено, за жал младите се опфатени повеќе. Поради кризата, поради проблемите фамилиарни, поради невработеност, поради многу фактори. Исто така, тука кај нас не идат многу, тие што се излечени, што се по терапија, доаѓаат кај нас. Кога имат некоја криза, а тие што се на почетна фаза, што имат кризи, што прават проблеми дома, тогаш одиме ние на повик. Тогаш ги транспортираме до нервна клиника и понатамо тие го земат случајот и продолжуваат понатамо. Лекарите нагласуваат дека доколку една млада личност непрекинато е под голем притисок кој предизвикува анксиозност и исцрпеност, последиците по здравието може да бидат сериозни. Затоа советуваат како прво младите да ги менуваат своите навики и да водат поздрав живот, почнувајќи од умереност во исхраната, конзумирањето алкохол, поголема физичка активност, но и да си најдат доволно време за одмор и спиење. Како корисна антистрес мерка ги посочуваат занимавањето со некое хоби, поминување квалитетно време со семејството и пријателите, прошетки во природа и слично.
Австријска камера од 1887 година, пушка карамфилка, клавир хармониум изработен во 1890 година. Ова се само дел од уникатните антиквитети кои ги има тетовецот Зоран Јанкуловски. Својот дом го уредил како вистински мал музеј. Уште како дете, кај него се јавила желба за зачувување на стари предмети, кои во себе ја чуваат историјата, но зрачати со уметнички сјај. Татко ми потекнува од Љубојно, тоа е едно идилично село на Преспанското езеро, со една автентична рустикална архитектура македонска. За жал, поради забот на времето и поради нашата, можам да кажам, национална инфантилност, полека се губи и ќе останат најверојатно само рудименти од сиото спектар, реков, поради што. И токму во таа наша куќа, која што е целата направена од камен, сите тие предмети кои што за мене беа покрај рустикалноста и многу необични, миризбата од ќошињата на таваните на старата куќа ги имаме неколку, прашливите подови и миризбата од старите книги, од старите документи и списанија, токму тоа ме наведе да предмет по предмет, како што квантитетот на предметите расте, така и возбудата моја со секој купен предмет во оваа пасија секојдневно расте. Значи тоа беше првичната иницијална побуда и желба да, уште како мал, како дете, не знаејќи дека ова навистина ќе прерасне во една поголема страст. Речиси 2 децени интензивно собира предмети. Голем дел од нив се уште се функционални. Секој предмет му е драг. Се што има естетска вредност е старо, за Зоран е важно и интересно. Старите предмети уште ги нарекува сведоци на едно време. Овој клавир до мене е навистина вреден, затоа што е од 1900 година потекнува и е токму таа година на Парискиот саем за нови инструменти, музички и пијано, прогласен како најубав инструмент за таа година. Исто можам да кажем, голема вредност има и овој добро сочуван козметички клавир хармониум од 1890 година. Тука во овој етнот дел на застаклениот простор имам пушка карамфилка, стара преку 2 века, имам стари книги исто од мојот крај, најстарата е од 1671 година. Особено драги ми се како фетиш можам да ги издвојам и морам да ги издвојам грамофоните со труба. Имам 2, едниот е Едисон Бел, стар преку 100 години и е во функција. Другиот е His Master's Voice, меѓутоа не е целосно оригинален, сепак со својата форма пак плени со убавината. Секогаш кога патува со семејството надвор од земјава, наоѓа нови и вредни предмети кои дополнително ја збогатуваат неговата колекција. Зоран со нас сподели што е она што навистина го прави среќен. Со ова не ја задоволувам мојата суета, туку мојата љубов кон овие предмети, затоа што кога сум сам навистина со нив општам на некој начин, со самата реставрација, самата нивна миризба, патина што ја имаат од староста, тоа е тоа што ме прави среќен. Образованието и слободната мисла секогаш треба да се надополнуваат. Родителот е првиот и најважниот учител на детето. Наставникот на никој начин не смее да ја загуши љубопитноста на децата. Ова се дел од мислите и советите кои што ги содржи новата книга на гостиварецот Јанко Билбиловски, со наслов Умотворенија за воспитанието и образованието, согледани од 5 агли низ изминативе 20 години. Сето она што го доживеал како искуство преку работата и секојдневното живење, авторот го преточил низ страниците на делото. Мојата професионална работа во воспитно-образовниот процес и тоа истата ја имам започнато како наставник, имам работено и како помошник раководител на сектор за средно и основно образование во Министерството за образование и наука. Во моментов работам веќе 10 години во Бирото за развој на образование како советник. Истовремено сум татко на 2 ученици, а и сопруг на учителка.
Во книгата се запишани околу 500 умотворенија, како видувања и пораки до наставниците, родителите, учениците и сите оние кои се поврзани со воспитанието и образованието. Билбиловски вели дека универзален рецепт да се биде добар наставник или родител нема, но неопходно е да се има разбирање, посветено внимание и да се поттикнува креативноста на децата. Моја препорака до сите наставници, ако може така да се каже, е да се трудиме на учениците да не им даваме меморирачки знаења, туку наместо тоа да им даваме знаења кои што знаења ќе бидат функционални и тие знаења учениците ќе можат во нивниот реален, практичен живот реално и функционално да ги применат. Во рецензијата за делото, Оливера Тодоровска, советник во Бирото за развој на образование, наведува: напишаното во оваа книга се чита и толкува полека, бидејќи мислите и искуствата на авторот, вткаени како мали ракатки светлина во овие умотворенија, уште долго ќе поттикнуваат на размислување како да се биде добар наставник, добар родител, професионален креатор и стратег на воспитно-образовната практика. Ова е 6-та книга на гостиварецот Билбиловски. Раководството на одбојкарскиот клуб Универзитет Тетово со неколку репрезентативни засилувања најавува атак на освојување на титулите во првенството и купот на Македонија. Клубот есенскиот дел од сезоната го заврши на 4-та позиција, но со неколкуте нови одбојкари сигурно е дека ќе се вмеша во борбата за трофеите на македонската одбојкарска сцена. Сакам да му се заблагодарам на управата на универзитетот, на ректора на универзитетот, што му возможиле на град Тетово да има одбојкарски клубови кои секоја година атакуваат на титули. Као тоа пред 2 години со женската конкуренција стигнавме во финале на купон, лани со мушка на конкуренција во финале и оваа година со оваа екипа што ја имаме и овие засилувања што ги имаме, мислиме дека ќе одиме на двојна круна. Нови имиња во редовите на Тетовскиот прволигаш се македонските репрезентативци Клопчевски и Стошич, потоа репрезентативецот на Косово Адриатик Бериша, како и репрезентативецот на Колумбија Иван Андрес Хуртадо Мина. Ке дадам се од себе за тимот на надпреварите. Ке се обидеме да бидеме шампиони и да го освоиме купот. Соработката со Универзитет Тетово ја продолжи репрезентативецот Дарко Ангеловски, кој слично како и председателот на клубот не ги крие амбициите за оваа сезона. Очекувањата се, да ви кажам, ние ја правиме екипа за да се спротиставиме само на шампионот. Здравје Боже со Господ напред, повредите да бидат што помали. Екипава е виша здрава собрана, како што гледате, припреми се почнати. Во следниот период се најавени и нови одбојкари кои ќе му пристапат на Универзитет Тетово, со што клубот и дефинитивно ќе се вмеша во борбата за трофеите.